Недостиг на храна, облека и живеалиште или со еден збор сиромаштија? Во Македонија во прангите на оваа дефиниција живеат околу 450.000 луѓе. Но не за долго. Владата реши да им помогне, да им подаде рака на граѓаните. Се разбира, не со тоа што ќе им го подобри стандардот, туку со тоа што веќе ја зголеми акцизата за дизел горивата. Да видиме како по оваа мерка живее едно македонско семејство. Детски джагор и една тажна приказна. До мене е Мијалче Таневски, еден од ликвидираните загубари. Тој со жена домаќинка, две деца кои имаат факултет, но немаат партиска книжка. Како живеете, господине Мијалче? Ме допиш нешто? Следно прашање. Добро, како се снаоѓате со покачувањето на акцизата на дизелот? Дали ви... Што? Абе, тоа е најдоброто нешто што се има случано. Абе, у комшијата, оној преварант од Шарлатан, го знаеш бе, лоповот што е. Он вози BMW од Германија. Добро. Жена му вози Ауди. Керка му исто Ауди, а швалерката Пежо. Значи, само на француска кола? Само на француска кола. Знаеш што така? Све на дизел. Абе, како да ти кажам, никад не ми било поубаво. Мислам, може не стигна некоја конкретна, директна помош према нас да ни помогне нешто, ама првака ни го врати духот. Знаеш како си се смееме по дома, го гледаш овој, плаќа како будал за 4 коли дизел, бензин, плаќа. Одлично, или народски што би се рекло да му се покачи акцизата на комшијата. Така е, да. Не ме допирај. Зборедно. Ти благодарам, Ланчо. Ацо, да не знаеш дока е продавањето на Мерцедесот? Јеци, тоа не е темата. Ќе замолам за поголема фокусираност, драги гледачи. Останете со вчерашни.